Okay, well, we are dealing at this conference with two closely related things. На оваа конференција адресираме две речиси поврзани нешта. One, a whole load of fast-changing ideas about who we are and how we should live. Од една страна имаме идеја за кои ние сме и како треба да живееме, нешто кое постојано и брзо се менува. That's the intellectual stuff we dealt with this morning in a rushed fashion. Тоа е интелектуалниот аспект за кој работевме ова утро. But the other is the materially changing circumstances of our lives. Но другиот аспект е тие некои физички, материјални состојби кои се менуваат во нашиот живот и во нашето последство. As we become more prosperous, two apparently contradictory things happen. Како што стануваме по-просперитетни, две контрадикторни работи се случуваат во исто време. On the one hand, we can afford to be more individualistic. Од една страна можеме да си дозволиме да бидеме по-индивидуалисти. Without danger of starving to death sometime in the next few weeks. Без да се плашиме дека ќе умреме од глад во наредните неколку недели. But on the other hand, we are more and more integrated with society as a whole. А од другата страна, ние сме се повеќе и повеќе интегрирани во општеството на едно глобално ниво. Let me put this in very, very concrete terms so we can understand it. Еве да го поконкретно да го срочам тоа за да може да разбереме. If I'm a medieval peasant, ако сум јас средовечен селанец во средниот век, I'm not even legally allowed to change my status in life or where I live and so on. Дури легално не сум во состојба да можам да си го променам мојот статус, каде да живеам, кој да бидам. But even if I did, if I'm, say, a husband and father and I decided to just leave my family and go away, дури ако сум во состојба да можам да ја променам мојата состојба, да кажеме како татко и со деца и сопруга, јас да кажам, еве, јас си одам. No one would employ me. Никој нема да ме вработи. They would want to know who I was. Тие ќе сакаат да знаат кој сум јас. And I would probably be soundly beaten and sent back home. И јас веројатно би бил добро истепан и ќе ме пратат повторно дома. But also, even if I succeeded, дури и јас да успеам, my wife and children would go hungry just as surely as if I had suddenly died. Моите жена и деца ќе гладуваат на сличен начин како јас да сум умрел. But people today could do such a thing. Но луѓето денес можат да го направат тоа, да си отидат едноставно од семејството. So they can go to another town or another part of the country or another country entirely. Ќе се преселат во друг град или во друг дел од земјата или во сосема друга земја. And reinvent their lives. И ќе ги откријат или ќе ги отпочнат своите животи повторно. And other people won't ask too many intrusive questions. И другите луѓе околу нив нема да прашуваат многу за од кај се што се. And even if they do, they won't really care about the answers. Дури да прашат, воопшто нема се грижат за одговорите што тој човек ги даде. And because of things like social security, my family will survive. И заради нештата како што се социјалната служба, социјалното осигурување, моето семејство ќе си преживее. All of us will be kept afloat by the general prosperity of the society that we live in. Ние ќе бидеме одржани живи заради генералниот или општиот просперитет во општеството во кој живееме. But there is another sense in which the opposite of all of this is true. Во друга смисла, во исто време се случува нешто сосема спротивно. I am a fairly well-educated, middle-class sort of a person. Јас сум релативно добро едуцирана личност од средната класа. Who can do almost nothing for himself. Кој не може речиси ништо да направи за себе си. Including the most basic things. Вклучувајќи и тие најосновни нешта. And I have made my way through life as you have done with yours. И јас сум успеал во животот како што сте успеали и вие во вашиот живот. By having one specific kind of skill.
имајќи една единствена специфична вештина, for which somebody somewhere is prepared to pay me, за која некој некаде е спремен да плати, and with this thing called money, и со тие нешта кои ние ги нарекуваме пари, which pre-modern people hardly ever used at all, кои предмодерните луѓе кои речиси никогаш не ги користеле, I buy all of the things like food and housing and clothing that I need and am totally incapable of making. Јас со тие пари можам да си купам и храна, и облека, и куќа, што и да е, што мене ми треба, за кој јас сум тотално неспособен да сам да се ги направам. Because those other people are specializing in those skills and are doing the same. Затоа што па други луѓе кои специализирале во тие вештини можат да ги преузедат на мој And место. so we're all intersecting, we're all specializing, and that makes us more efficient. И ние се специализираме во одредени области и тоа нас не здружува. And up goes our living standards. И нагоре оде нашиот стандард на живот. I mean, this is one of the things I like to point out to my students. И тоа е нешто кое сакам јас да им го назначам на моите студенти. Modern and postmodern people are brought up to think that all of their ancestors were completely stupid. Oh, and oppressive. Модерните и постмодерните луѓе се одгоени и поучени да размислуваат дека сите предмодерни луѓе се глупави и опресивни. I used to start courses by saying, okay, let's make a little list now. Let's take an illiterate medieval peasant. И јас обично сакам да им дадам една листа на тоа што еден селанец во средниот век може да направи. What was this person able to do? Зашто тој човек во средниот век бил способен да направи? Grow food, Да си произведе храна, look after crops, да ја одгледува по полето да го одгледува, care for animals, да се грижи за животните, help them to have birth their young and so on, значи да им помогне на животните да ги родат тие животни што ги раѓаат, have some idea of the weather by observing natural phenomena, да имаат некаква идеја да ги разпознаваат времињата според тоа како што го гледаат небото или тие природни феномени, build a house, да се изгради куќа, make rudimentary, basic clothes. да си направи сам облека некаква. He or she couldn't do everything. Значи тие They couldn't do тие everything. не можеле се да направат. There were some things that were specialized skills, Имало некои работи за кои требало посебни вештини. like in Kovac, for example. Например, колпач. But nearly all of these things. Но речи си сите тие нешта кои јас ги направив. And then I say to my students, how many of these things are you able to do for yourselves? Јас ги прашувам моите студенти, а колку од тие нешта кои до сега ги направив, вие можете сами да си ги направите? How many of you are even able to cook, even with all of the things available in a modern kitchen? Колку од вас можат уствари да сготват било што, со сите тие можни достапни нешта кои ги имате во модерната кујна? Basically, most of them can't do anything without their mothers. И повеќето не можат ништо да направат без своите мајки. Okay, so we are highly individualistic, Значи, ние сме многу индивидуални and our prosperity allows us to be free of the traditional constraints. и просперитетот уствари ни овозможува да бидеме слободни од некои како да кажем constraints, врски And од кои мора да зависиме. Ограничување, окей. we can do these things, and so we do. Ние можеме тие работи да си ги дозволиме и си ги дозволуваме. Well, of the two books that I'm talking about during this conference, Двете книги врз кои се заснувани овие предавања на кои го зборуваме на оваа конференција. the second one, it's also out there in the lobby, Втората е таму исто така изложена во лобито. is called Primal Screams. It's going to come up in a minute. Значи насловот на втората книга е Primal Screams. And it's looking at the costs of the sexual revolution.
книга во која писателката ја разгледува цената која сме ја платиле како резултат на сексуалната револуција. Mary Eberstadt is an amazing American Catholic lady. Мери Еберштад е американска католичка жена. She's already written a couple of books on this topic. Таа веќе има напишано неколку книги на таа тема. But she reinforces the rather large change of mind that I've had in last 3 or 4 years. Но таа го нагласува она што јас го имам на ум веќе во последните 3-4 години. As I've said to you, I was always determined never to be a culture warrior because it's a bad idea. Јас, како што ви спомнав веќе, никогаш не сакав да бидам културолошки воин. But these two books kind of strengthen that opinion that I had. И овие две книги всушност го зацврстија мојот став кој веќе го имам. Carl Truman was writing his book about philosophy, if we like. Карл Труман, за кој зборувавме книга зборувавме утро, зборуваше за филозофскиот аспект на овој проблем. He starts his book by saying, "My grandfather died in 1998." Тој ја почна својата книга со зборовите мојот дедо почина во 1998, something like that. 98 година. And if someone had said to him this sentence, И ако некој на него му ја кажал оваа реченица, "I am a woman trapped in a man's body," јас сум жена заробена во машко тело, he would have laughed as somebody speaking some kind of gibberish. тој би се смеел како некој кој збори некои глупи ствари. But now, not only is this taken seriously, but more and more of us are required to believe it. А сега, не само што тоа се зема сериозно, повеќе и повеќе од нас се бара тоа да го сватиме сериозно. And his book is written to show how we have got to that situation, tracing the line from Rousseau to ourselves. И во својата книга тој уствари се обидува да прикаже како доаѓаме до тој светоглед почнувајќи од Русо па до сега. What Mary Eberstadt is doing Тоа што Мери Еберштад го прави is looking at the last 60 years е гледајќи во последните 60 години and at the lived experience of especially young people и анализирајќи го животното искуство посебно на младите луѓе, to see how this situation has come about. да видиме како дојдовме до оваа ситуација. And she argues that many of these kinds of phenomena around LGBTQ ideology, transgender stuff, И таа верува дека многу голем дел од тие феномени како трансродовата идеологија и така натаму, these things are screams of pain and anguish таа верува дека сите тие се крикови на болка и агонија, that demand our compassion and our understanding, not our anger. кои од нас го бараат разбирањето и сочувството, а не нашиот гнев. That yes, these things are very harmful and finally very stupid. И од една страна, да, тие се многу штетни нешта и глупави, But the temptation of Christians is to get angry and to move into fight mode. и искушението за христијаните е да се разгневат или да се налудат и да се постават во таа некоја борбеност. Partly because we ourselves are frightened, Од една страна затоа што и ние сме исплашени во голема мера. and I have to admit all this stuff worries me. И морам да признам дека сиот овој дискурс ме загрижува и мене. It doesn't worry me as much as it probably worries you because I'm old and I shall be gone soon. Веројатно ве плаши вас повеќе отколку мене затоа што јас сум стар и мене ќе ме нема уште малку. Whereas you have another 50 years to put up with all this garbage. Вие имате веројатно што следните 50 години со кои ќе треба да се борите со тоа ѓубре. But the other reason is it gives us a kind of an adrenaline rush of righteousness. Но од друга страна мора да признаеме дека таквата борбеност кај нас ни дава некаков адреналин на некаква борба за праведност. Against all this foolishness and yes, wickedness. Борба за праведност против таа лудост и расипаност. But it doesn't do us any good, and you only need to look at the
terrible place the culture wars have got to in America to see that. Но не ни прави никаква услуга и тоа може да го видиме од ситуацијата во Америка и црквата во која ситуација е сега. That as Christians we have to find another way. Како христијани мора да најдеме друг начин. This is what her book is about. И затоа се не состави нејзината книга. Okay, well, let's start with something that she doesn't use, but I've borrowed from elsewhere, and it's a very, very old pop song from, I think, 1948. Ајде да видиме една работа која уствари Танија користи, но ја се користам и се работи за една песна. But this is a much more recent version done by Idina Menzel and Michael Bublé, that's right. Using a couple of cute Тоа е kids. една верзија од песната која е снимена пред неколку години. Yeah. Yeah, that's full screen. Again. Yeah. It's not gonna Hear it again. Okay. All right. And can we get some noise? Just like my mind will start to beautiful, what's your my father will be pacing the floor. Listen to that fireplace So roar. really I'd better scurry. Beautiful, please But don't maybe just a soda put pop. some records on while I The neighbors might think, Baby, it's bad out there. say, is that a wink? No cabs to be had out there. I wish I knew Your how eyes are like starlight to now. break this spell. I'll take your hat. Your hair looks I wanna so get home for mind if dinner. I move So it's time for me closer? to cast you What's the aside. sense of hurting my I pride? really can't Baby, don't say. hold out. Baby, it's cold outside. I simply must go. Baby, it's cold outside. So thanks for the show. Baby, it's cold outside. The welcome has lucky that been you so dropped in. nice and warm. Look out the window at the My sister sun. will be Gosh, your suspicious. lips look My brother delicious. will be there at the Waves upon door. a tropical My maiden shore. aunt's mind is Gosh, your vicious. lips are Baby, delicious. just come out and dance, Never boy. such a blizzard before. I gotta get home. Baby, we'll freeze out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been grand, And if you were that touch of but don't hand, you see? how can you do this thing to me? There's bound to be talk Think of tomorrow. my lifelong At least there'll sorrow. be plenty And you planned. got pneumonia, you I died. really can't stay. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Marvelous. And 1949, okay, my thing was telling me 1949 that came out. 1949 тогаш испаднала песната. And of course, apart from being a cute song, people laughed.
покрај тоа што песната е многу сладка, луѓето се смееле. Because back then you could make jokes about men being like men and women being like women, and it was funny and you were allowed. Назад во 49 година се смеела да правиш шали дека мажите се мажи, а жените се жени. But there's a more serious point to this. Но има една посериозна поента во ова. The man is obviously getting pretty fresh. Мажот на некој начин, как ќе на translate this? Getting pushy. Океј, значи мажот се наметнува. But there is a whole stock of excuses. Има еден куп изговори кои се користат. My mother will start to worry. Мајка ми ќе се загрижи. My father will be pacing the floor. Татко ми нема да го фати место. The neighbors might think Соседите ќе помислат, I ought to get home for dinner. мора да се вратам дома за вечера. My sister will be suspicious. Сестра ми ќе се посумнува. My brother will be there at the door. Брат ми ќе ме пречека на вратата. My maiden aunt's mind is vicious. Мојата немажена тетка има расипан ум. There's bound to be talk tomorrow. Ќе има муабети утре. Mary Eberstadt sees the big source of lots of our recent problems as the sexual revolution of the 1960s. Мери Еберштад го гледа проблемот во сексуалната револуција која се случува во 60-тите години. And particularly the advent of the pill. Посебно откритието или откривањето на пилулата. Because to a large degree, this takes all of those excuses away. Во голема мера пилулата ги отстранува сите тие изговори. The excuses were, of course, just that, excuses, Изговорите секогаш уствари биле изговори, but they were kind of believable. но на тие изговори би можело да им се поверува. Guys, did you ever ask a girl out for a date and she put you off with some kind of excuse and you thought, I'm sure that's not true, but she's just letting me down nicely. Дечки, машките ги прашувам, дали некоја сте викнале девојка на состанок да излезете со неја и она ви дава некој изговор и си викате, па добро, тоа нема врска, ама едноставно фино ме одбива. Girls, did you ever do that? Of course you did! Женски, дали го правите? Of course. Okay, but then the same thing holds further along the developments to the kind of stuff that's going on Да, here. значи истиот начин се случува назад ако погледнеме, вака изгледа тоа во 49 година. And it is absolutely disempowering of women to take all those excuses away. И во голема мера ги обеснажува жените ако се иземат сите тие изговори дојде. Одиме понатака. And the next one. Одиме понатака. So the first domino is the pill. Првото домино е таблетата или пилулата. Како да кажам? Како е? Како? План Б. Апчето. Ај таблетата, може да. Окей. There had always been contraception, but it had never been reliable. Секогаш постоеле средства за контрацепција, но не биле толку сигурни. This is the first reliable contraception Таа е првата остари сигурна контрацепција from 1963. од 1963 година. So the reasons not to be promiscuous were now very much reduced. Значи причините за да не се биде промискуитетен значително се намалиле. What happened during the rest of the 1960s and early 70s? Што се случува во остатокот од 60-те и првите 70-ти години? Was that young men tended to take full advantage of this new circumstance Младите мажи тоа го искористиле до крај. and therefore became even harder to tie down to the commitment of marriage. И станувало уште потешко на што него викаме да рипнат во ставче и да се посветат на брак. Always men had been harder to tie down to this commitment than women. Од секогаш мажите потешко им било потешко да се посветат на брак отколку на жените. And this is just one aspect of the fundamental differences between men and women, which we now have to pretend don't exist. Уште еден аспект од таа некоја основна разлика помеѓу мажите и жените за кои сега сме терени да се преправаме дека не постои.
But this makes the situation much worse. Но ова ја прави ситуацијата уште полоша. So the pressure is now on young women Притисокот се префрла на младите жени to abandon their natural psychological caution before sex да потиснат природната психолошка предпазливост пред секс and their emotional devastation after they have been abandoned. и емотивниот пустош после напуштеноста, откако ќе бидат оставени. So they're now effectively required to function emotionally as men. Ефективно се бара од нив сега емотивно да бидат во состојба да функционираат како мажи. Right, where they tend not to have, or men tend not to have such strong feelings about things. They're certainly capable of being emotional. Во основна, во природата, мажите немаат толку изразени чувства кон нештата. They tend to be able to blow things off more easily. И многу полесно можат да се ослободат од нека нешто. And the pressure is now on women to be the same. А сега притисокот е врз жените да бидат наисто. And the cause of that is the pill. Еден првиот предизвикувач на тоа е таблетата. So the second domino, Второто домино, in response to the first, како одговор на првото домино, is what we can call modern feminism. е тоа што ние го нарекуваме сега модерниот феминизам. Now I'm simplifying greatly because what can be called feminism has been around arguably since the 1790s, but we're talking about the stuff, the kind of form that we're familiar with now. Сега во голема мера поедноставувам затоа што феминизмот за кој ние може да збориме се појавува некаде на 18 век, но сега ќе зборуваме за одреден еден феминизам кој сега се појавува како активен. One of the consequences was the rapidly growing numbers of unwed mothers. Значи една од последиците е бројот кој е во пораст на немажени мајки, And lone parents, самохрани родители, women who, whether or not they had been married when they gave birth to children, were abandoned by the fathers of their children. жени кои родиле дете кога тие се уште не биле во брак или кои биле оставени од мажот. And this, very understandably, led to sharply increased demand by feminists. И тоа многу разбирачки носи до нагло растеж на барањата на феминистите. For equal access to all jobs, За еднаков пристап за сите работни позиции, equal pay for all equal work, еднаква платеност за еднаква работа, equal access to higher education, еднаков пристап до високото образование, and also for government financial support where male breadwinners had run away. и за државна финансиска помош таму каде што мажот издржител не е присутен. And these changes mostly happened during the 1970s. И овие промени во голема мера се случиле во 1970-те години. Again, I'm simplifying, it varied from country to country. Повторно поедноставувам, има големи разлики од земја до земја. You will find some examples as early as the late 60s, some not until the 1980s, but say the 1970s. Имате ли примери каде што некои од тие промени се случуваат во касните 60-тите, касните 60-ти, некаде во некои земји во 90-ти години, да кажеме 70-ти. Because if men could leave women in the lurch, Затоа што ако мажот може да ја остави жената само онака без некоја посебна причина, then women must be empowered to provide for themselves. тогаш жените мора да бидат овластени да се обезбедат за себе. So they must be able to function socially as men as well as emotionally. Значи, освен емотивно, сега тие мора да функционираат и социјално како мажи. Can we see what this is doing? Да видиме што прави тоа. So here's a picture of what was called a women's liberation demonstration in New York in 1971. Ова е една слика од демонстрациите за правата на жената во Нью Йорк 1971 година. When I was a small kid, the term feminism was not used very much. It was referred to as women's liberation. Значи зборот феминизам кога јас бев дете не се користеше многу, се користеше women's liberation. Ние кај нас се преведува, да, ама кај нас е баш правата на жената. Тој термин се користи. There it is again. Кад јас сум бил на жив, right? Okay, right. Ево уште еднаш кога јас бев жив.
Okay, and next one. Следниот слайд. Okay, so this if men could not be relied upon to become providers, Ако не можеме да се подпреме на мажите да бидат оние кои ќе обезбедат, then anything less than equal treatment in jobs and hiring and pay was an outrage. тогаш се помалку од еднаков третман на работа, вработување и плата беше скандал. These are female staff at Newsweek magazine who went on strike over these things in 1970. Ова е женскиот кадар во Newsweek магазинот кој штрајкувал во 1970 година. Okay, and the next. If sex is just a recreational activity, Ако сексот е само рекреативен, women should not be left with babies they didn't want. жените не би требало да заглават со бебињата кои не ги сакаат. Well, it's interesting that because the contraception was supposed to prevent this, but still, of course, there were surprise pregnancies. Точно интересно е дека контрацептивите би требало да ги заштитат жените од тоа, но еве имало многу непланирани бременности. So abortion was legalized in most Western countries in the late 60s and early 70s. И така абортусот беше легализиран во повеќето западни земји во доцните 60 или рани 70 години, With huge implications for views about the value of human life. со огромни импликации во погледот за вредноста на човечкиот живот. Now many communist countries had legalized abortion much earlier, Многу комунистички земји го легализираа абортусот многу порано, because with their materialist view of what human beings are, затоа што според нивниот поглед на материјалистичкиот поглед на што уствари се човечките битие, they didn't value human life as such. тие не го вреднуваат човечкиот живот таков како што е. And in any case, they wanted as many people as possible in the workforce, particularly women. Со други зборови, сакаа колку што е можно повеќе луѓе во работната сила, посебно жени. Very ironic, they claimed to be the liberators of women. Многу иронично тие тврдат дека се тие кои се ослободители на жени. Women too have the right to have horrible industrial jobs and be worked to the bone. Жените исто така во тој контекст имаат право да бидат на тие ужасни работни места и да ги потрошат до коска. The West have the consumerist version of the same thing. За западните сили го има конзумеристичкиот поглед. And this is a poisonous little line I have composed myself. И ова е една отровна реченица која јас ја Which измислив. seems to be worth using here. Right, finally, the abortion laws exist to make the world safe for promiscuity. Конечно, законот за абортус постои за да го направи светот безбеден за промискуитет. And if you doubt that, look at when they were introduced. Ако се сомневаш во тоа, погледни кога тие закони беа воспоставени. Right, late 60s, early 70s, varies from country to country. Касни 60-ти, рани 70-ти години, зависно од земјата. So, now, how is this possible given the huge implications for the value of human life? Како е возможно тоа, ако се земе во предвид какви се последици тоа носи за вредноста на човечкиот живот? Well, think back to some of the people we mentioned this morning. Размислете за некои од луѓето кои уствари ние ги спомнавме ова утро. One doesn't need necessarily to be a Marxist to start to think that people are just material objects like animals. Некој не мора да биде марксист по убедување за да почне да размисля дека луѓето се само како објект. And if you're influenced by popular Freudianism, you will think that, well, actually, sex is the most important thing in people's lives, and so you have to free everything up for the maximum amount of that. И ако си ако се согласиш со тоа популарно фроидовско, thank you. Дека сексот е уствари многу суштински, тогаш треба да се ослободиме од се што го преминира сексот или нас не преминира да го искусиме сексот во целост. Well, the next other steps followed. Повторно следа некои други чекори. So if sex was just fun rather than the sacrosanct way of generating more people, Ако сексот е само забава, наместо неприкосновен начин на создавање повеќе луѓе, then restrictions seem to be simply oppressive
тогаш ограничувањата изгледа едноставно опресивни. So homosexuality was legalized during the same period. Хомосексуалноста беше легализирана во истиот тој период. And this is one of the demonstrations in the 1970s You- on this issue. И ова е една од тие демонстрации во 70-те години на тоа прашање. Okay, the third domino then, Третото домино, angry women and lost children. лути жени, изгубени деца. Cave women could not hunt and hold a baby. Пештерските жени не би можеле да одат во лов и да ги чуваат децата во исто време. And their modern sisters found that they couldn't have it all, career and babies. И нивните модерни сестри увидоа дека нема да можат да имаат се, And s- кариера и бебе. And so new arrangements had to be И made. новата ситуација доведе до некои нови промени. Well, one thing that happened was that many women delayed motherhood. Една работа што се случи беше одложеното мајчинство. And this has led to fast falling birth rates И тоа донесе до опад на наталитетот. and increased childlessness. И порасна бездетноста. So Тој мен го провери, значи. many women decided that they didn't want children, Многу many women, have decided that they don't want children, многу жени одлучија дека едноставно не сакаат деца or have delayed it until they find that it's too late. и или го одложуваат тоа се додека не откријат дека е веќе предоста. But also, women who are trying to go out to work, I always use that expression, by the way, not women who are working, women who stay home and look after children work darn hard. Women who go out to work И го and look користам after children. терминот кој што сега го користам намерно, за тоа и за жените кои одат надвор да работат, затоа што жените кои остануваат дома со семејството се утепуваат од работа исто така. Значи, жените кои одеа надвор да работат, Face a kind of physical and emotional exhaustion. се соочуваат со физичка и емотивна исцрпеност. I don't need to argue this point, you all know it either from your own personal experience or from what you have seen around you. Не мора тоа да го аргументирам, туку може да го видите или од своето лично искуство или од тоа што го имате видено околу вас. And of course, women are more prone to worry about things than men generally. И генерално жените повеќе имаат тенденција да се грижат отколку мажите. That is one of the fundamental general differences between men and women. Тоа е уште една некоја фундаментална основна разлика помеѓу мажите и жените. This is why boys tend to be more difficult to discipline and bring up as civilized human beings than girls, on average. И затоа во просек многу потешко е да се воспитаат децата, машките деца и да се израстат како нормални човечки битија. The strength and weakness of men is the same thing. Исто се однесува на силата и слабоста кај човекот. We don't care. Наш баш не гајле. Right, but women do, and they worry a lot. Но на жените ме грижа и се грижат многу. This situation is just increasing this. И таквата ситуација едноставно ги уште повеќе ги зголеми грижите. Almost all of them worry about their children Речи се сите се грижат за своите деца. and that they're being an inadequate mother somehow. Дека се некако мајчински неадекватни, мајчинска And неадекватни. if you're doing this because you're pulled in every direction because there is no male provider, И ако се обидуваш да постигнеш апсолутно се затоа што нема маж кој ќе поприли кој ќе снабди. well, this becomes a crisis. And this, again, you have observed. И сваќате дека тоа уствари станува криза и верувам дека го гледате тоа, го видовте тоа. Promiscuity creates a cycle in many people's lives of repeated failed relationships. Промискуитетот создава еден циклус во животот на луѓето во кои создаваат односи кои се скршени. In the quest for a male provider. И во таа некоја потрага по маж кој ќе се грижи. And in many lives that creates huge domestic instability. И во многу животи тоа создава огромна домашна нестабилност. If women have small children and the man has gone, Ако жените имаат мали деца, а мажот го нема, they may get a boyfriend, може ќе си фатат дечко,
He may not have much incentive to stay, Тој можеби и нема некоја голема намера да остане, particularly since the children aren't his. посебно затоа што децата уствари не се негови. And many homes have this as a kind of a cycle. И многу домови го имаат тоа како циклус. And if you're a child, you're growing up in this И ако ти chaos. си дете и растеш во една таква состојба, So this leads to immense anger at men. тоа создава состојба кај децата за бескрајен гнев кон мажите. Because all of the traditional things that were done to civilize boys into being decent or at least half decent men, but those things have all gone now. Затоа што сите традиционални начини на кои им помагаат на машките деца да станат од момчиња во мажи, се веќе не постојат. And this leads to widespread immense anger at men and alienation between the sexes. И тоа носи кон огромен гнев кон мажите и отуѓување помеѓу половите. Now, one of the many things I love about being in the Balkans Тоа што многу ми се допаѓа за тоа што сум јас на Балканот is that this process hasn't gone quite as far here yet as it has in countries like е Britain дека or America. тој процес овде нема отидено до толку како што има отидено во западните земји. And men and women can still interrelate, as I would say, normally. Во голема мера мажот и жената тука се уште може да одржуваат некој нормален однос. Rather than treating one another with permanent suspicion as potential enemies, which has been what I've observed and sometimes experienced in Britain and America. Наместо да се третираат еден со друг како крајни непријатели и да се со непријателски дух да го градат односот. But what about the children? What about the children? Но што се случува сега со децата? They found that home was a place of rows and turmoil, Голем број од децата го разбираат сега домот како место на караница и немир. and in the absence of that support and care, many of them have become practically ineducable. И во отсуство на таа грижа и одгој, многу од тие деца стануваат неспособни за учење. Now, I have, as you might have guessed from this morning, many quarrels with modern schooling systems. И ако нешто свативте во утро, можеби ќе сте сватиле дека имам големи несогласувања со модерниот школски систем And the false philosophy that underlies them. и погрешната филозофија која стои во позадина. But when we come to this point, anything I might say on that is absolutely irrelevant. Но кога доаѓаме до овој аспект од говорот што го имам сега, се што ќе кажам за школството станува ирелевантно. You could have the best educational philosophy and approach that you like, Може да го имаш најдобриот филозофски пристап и школство кое постои, but if the kids coming into schools are practically wild creatures who are uncared for, но ако децата доаѓаат во тоа школо како диви суштества за кои немаат никаква грижа, if the support for the schooling process at home is zero, а ако поддршката за школскиот процес дома е еднакво на нула, right, then the child is going to be almost incapable of being educated. на истото тоа дете во таквиот овој школски систем ќе биде во таа состојба да неспособна за учење. And another thing that you're not supposed to say now, И уште една работа која сега во ова време не смееш да ја кажеш, all surveys and statistics indicate сите истражувања и статистики укажуваат that children from broken and dysfunctional homes дека децата од дисфункционални и скршени семејства are far more likely to go on to lives of delinquency, crime and addiction. се повеќе наклонети кон деликвентност, а подоцна и криминал. So we're in a difficult situation. Значи ние сме во една тешка ситуација. Okay, now let's pay attention to a book written in the 1990s. Да видиме една книга која е пишана во 90-тите години. Even back then, Jeff Dench, who's a sociologist, found it was very unpopular to say what he was saying. Дури и Джеф Денч кој бил социолог, дури во тоа време било многу незгодно да се каже тоа што го кажал. And so, as you can see, he was reduced basically to self-publishing Neanderthal books. That's not Penguin. Како што може да видите од книгата, овој значи куќата што издава книгата не е многу популарна.
Okay, the book's called The Frog, The Prince and the Problem of Men. Значи книгата сега The Frog, The Prince and the Problem of Men. Тоа не го преведов. Пошто не ја најдов на македонски. Okay, he points out that women are the center of human society, Тој аргументира дека жените стојат во центарот на општеството. that men are the periphery. Мажите стојат на периферија. There are some families in which the granddad or maybe the father is the center of activity and everything goes around him. Можеби има некои ретки случаи во кои дедото или таткото е центарот на семејството, па се случуваат работите. But the other 95% is grandma or the mother, isn't it? Се врти околу мајката. Right. So, and everybody, women and men alike, center their social lives on relationships with women. Men and women both do that. И мажите и жените, can you repeat that? Men and women both, in practice, center their social lives on their relationships with women. Мажите и жените во иста мера го центрираат нивниот социјален живот во согласност со жената. Со жените. Again, this doesn't even need to be argued, Тоа не мора да се аргументира. right? The vast majority of birthday cards that ever get sent in Macedonia or anywhere else Најголем дел од тие картички за роден ден, како се кажа? Роденски честитки, are written by women, се напишани од жените and even a bigger majority are sent to women. и најголем дел од тие картички се пратени на жени. Right? I have some female friends, and some of them, it's their birthday, I will send them a card. Имам женски пријатели кои имаат роден ден и јас ќе им пратам картички. My guy friends, who cares? He doesn't care. Мажки пријатели, кој му е грижа, он баш ме гали на него. Guys don't care. На мажите не им е гајле. Right. So we are peripheral. Women are the center of households and of society. Во периферијата, жените стојат во центарот на општеството. And what works at the micro level of the family or your individual life И тоа што работи во таа некоја микро ниво во семејството, works also at the macro level. They're at the center of producing more babies so that there is a Macedonia in the future. значи тоа се случува и во тоа големо скалело каде што жените ги раѓаат децата за да постои Македонија понатаму. This is partly why boys require greater effort to become socialized into moral behavior. Тоа е голем дел зошто на момчињата сега вложуваат повеќе труд за да бидат социализирани. Feminists argue that all of this stuff is just social conditioning, and if we did things differently, things would work out different. No, not true. Феминистите аргументираат дека сите тоа се социјални конструкти и ако ги правиме нештата поразлично, ќе има различни ауткам, различен производ. As I mentioned in a conversation with it was Ellie last night, И синоќа во еден разговор изјавеше Ели. you put 2 babies, 2 months old, in a cot, lying down, staring up at the ceiling. Ако ставите две бебиња во две кошнички, како се тоа, и ги ставите да лежат нагоре, окей, sorry. Okay. They're not socialized into anything. И тие не се социализирани за тоа било што. And you come with me И ти доаѓаш со мене, and hold a mobile, you know those little things that да, или овие некои играчки што се вртат околу and мене. go over the cot with the mobile. И одиш над количката или кошницата со тоа. The girl will look at you and not the mobile. Девојчето, бебенце, ќе погледне во тебе, не во играчката. The boy will look at the mobile and not you. А машкото бебенце ќе погледне во играчката, а не во тебе. Girls, people. Boys, things. Девојчињата, луѓе, машките, работи, нешто. Right. So, historically, societies have needed bigger effort to socialize boys into decent behavior. Историски на општеството му требаше да вложим повеќе напор за да ги социализира момчињата. And that particularly requires the presence of a loving father. За тоа посебно е потребно присуство на татко исполнет со љубов. Patriarchy, he says, was always a sort of a facade, a necessary facade, Писателот вели дека патриархот секогаш беше само како некаква фасада, потребна фасада. it was a piece of theatre
дел од театрот, offering men inducements to perform and contribute at least something и valuable. нуди на мажите поттик или некаква улога барем да допринесат со нешто. As the real work happened at home with looking after children. Вистинската работа уствари се случуваше дома, тие што ги одгледуваат деца. But current conditions make that impossible. Но модерните околности тоа го прават невозможно. So men have collectively done what they always do И мажот колективно го направи тоа што од секогаш го правил, when they feel, rightly or wrongly, кога се чувствуваат праведно или неправедно, that the game is rigged, fixed against them. дека играта е уствари наместена против нив. They go back to the woods. Тие се враќаат во шумата. They go down the pub with the boys. Одат во пабот или настануваат фудбал да играат. So they are even more likely to be ineducable than the girls. И сега веќе во тој случај момчињата веќе се уште поучливи од девојчињата. So we now have a whole generation or two of underperforming men. Веќе имаме една неколку генерации на мажи кои едноставно не underperforming, како да кажам. Не соодветни за улогата која треба да ја. So even if you're a traditionally minded, really good woman, Дури и да си традиционална жена со таков поглед на животот, say, жена, for example, a Christian, да кажеме, пример, христијанка, where are you going to find a guy who's worth the having? каде ќе го најдеш мажот кој е достоен уствари да го имаш. Almost none of them can be tied down. Сега ниедна од нив не може да се обврзе. All the old inducements to make them behave have gone. Сите некои стари начини за да мажите на некој начин се спастрат ги нема. And now even the school system tells them day in and day out that they are basically defective girls. Веќе целиот школски систем на некој начин на машките им кажува тие уствари се промашени женски деца. And that even if they want to look like a this 17-year-old boy, you want to look like a potential provider, then you are being a wicked oppressor. Stop it. И дури некој 17 годишно дете кој би сакало да изгледа, да кажеме, потенцијален заштитник или тој што ќе се грижи дома, целиот систем му кажува дека тоа, значи ти си опресивен и не знам. Can you see that we're just in a vast downward spiral, down here? И така веќе се впуштам во една спирала која оди се подолу и подолу. And nobody's happy, И никој, апсолутно никој не е среќен. right? In chaotic and fragmented and refragmented homes, children learn several things. Во хаотичен, фрагментирани и поделени домови, децата учат дека Firstly, that home is a place of tumult and threat. домот е место на немир и опасности. Secondly, that no one is reliable, so they grow up with trust issues. На никого не може да му се верува, значи имаат растат со проблем во довербата. Many people who report that they have trust issues, they're not just being precious about themselves, although Westerners are very good at that. It's likely a real thing. Значи голем дел луѓето кои кажуваат дека имаат проблем со довербата, не се тоа некои луѓе кои се, не знам, снегулки или не знам какви нежни, туку тоа тие на вистина имаат проблем со довербата. In the chaos and constant rows at home, you learn that you only get what can be manipulated or wheedled. И во таквиот дом во кој тие живеат, разбираат дека ти можеш да го добиеш тоа што само можеш да го изманипулираш преку манипулација. Not a very good basis for all your future relationships with friends, teachers, anybody. Тоа не е баш некоја добра основа за идните односи кои ќе ги градиш во животот. They also learn there's no correlation between the child's behavior and how he or she is treated. И исто така разбира дека нема никаков сооднос помеѓу однесувањето на детето и неговиот одгој. And most of all, they learn that he or she is worthless. И тоа што е најмногу, што најмногу учат над се, дека тој или таа се безвредни. The almost universal phenomenon of self-esteem problems. И имаме еден универзален проблем на ниска самодоверба. This
issue hit me a long time ago when students would come to see me, me of all people. Тој проблем го увидов пред многу време кога студенти дојдоа да се сретнат со мене, со мене, од сите други луѓе, Talk about their problems, да разговараат за нивните проблеми. start to cry. There was a damp patch in the carpet on my study. И плачат, имаше локвара на мојот тепих. They didn't like themselves very much. Тие не се свија сами себе си. And I was torn between two impulses. И бев поделен помеѓу два импулси. My first, the real Pierce impulse, И првиот вистински Пирс импулс беше which is to beat them over the head with a heavy book да ги лупнам по глава со една тешка книга. and say, you pathetic creature, Ти патетично суштество, you are a rich Westerner, you have never lacked for anything in your life and you never will. ти си богато западно дете, ништо не ти фалело во животот, ништо нема ти фали во животот. And then what I probably should have done, which is put my arm around them and cry with them. И тоа што веројатно требаше да го направиме, да ги гушнам и да плачам заедно со нив. Listen, I've just spent 16, 17 years teaching in a Christian college in America. Јас спомнав 17 години како професор во христијански факултет во Америка. Most of the kids come from homes that are far more stable than the average. Повеќето деца доаѓаат таму од домови кои во просек беа многу постабилни од просекот во Америка. And 25 to 30% of the girls are cutting themselves in their dorm rooms. И од кои деца 25 до 30% од женските деца уствари се си нанесува посекотини во нивните соби. Up the road in Che Guevara State College or whatever the heck it is, you can make that 80 or 90%. Во некој друг коледж тоа можеш да го процентот да го зголемиш на 80-90%. Kids are learning that they're worthless. Децата учат дека се безвредни. Well, let's cheer ourselves. No, this is the opposite of cheering ourselves. Depress ourselves a little more here with Ајде the да се song. депримираме малце со уште една песна. Now, many of you, maybe most of you, will know this song, but I am miles and miles and miles behind the curve. I only came across it 3 weeks ago. Може повеќето се запознаени со песната, ама јас сум далеко од апдейтиран, така да ја дознав песната пред 3 It came години. out in 1980 something. И песната е излезена во 80-те години. But I used to tell my students, if a thing's happened since the 1970s, I don't know anything about it. За нештата кои се случиле после 70-те години, јас не знам ништо за тоа. So this is by Suzanne Vega Luca, and this is the version that gives us the lyrics. It's very, Ова е very верзијата која powerful. ни ги дава стиховите и зборовите, така е многу мокна песна. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.
upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Thank you. I saw an interview with Suzanne Vega in, I think it was about 2011. Видов едно интервју со Сузан Вега во 2011 така нешто. By which time that song was well over 20 years old. И до тој момент таа песна веќе беше 20 години излезена. She had been brought up in a fairly rough district of New York City. Таа пораснала во доста немирно соседство во Нью Йорк. And she said she had been talking to someone who'd been brought up in the same neighborhood. И таа кажа дека разговарала со некој кој исто така пораснал во истото соседство. And the subject of this song came up. И дошла темата на оваа песна. And the friend said, I don't know anybody who hasn't been abused. И тој пријател рекол, јас не познавам никој кој уствари не бил злоупотребен. And that was in the 1980s. И тоа било во It's not going to be 1980 true everywhere, but already this is like snowball effect. И тоа е веќе еден лавина ефект кој се случува. Okay, let's just summarize here. Да сумаризираме. So the 1960s sexual revolution, the balance sheet. Значи билансот на 1900 на сексуалната револуција во 1960 On година. the plus side, if you count this a good thing, На плюс страната ако сметаш дека тоа е окей и позитивно нешто. consequence-free sex for better-looking men in their teens to 30s. Последицата е слободен секс за позгодните мажи од тинеџерска возраст до нивните 30 години. On the other side, Од другата страна, plummeting birth rates. опаѓање на природниот пораст. After all, why would women have babies if there's no guarantee of future support? Покрај се, зошто жените би имале бебиња ако нема гаранција за поддршка за иднината, Leading to eventual economic decline кој води до економско опаѓање, as the dependency ratio on workers becomes unsustainable. како што зависноста од достапни работници станува нестабилна. Whilst I'm not happy about mass immigration into Western countries, Јас исто така не сум многу среќен за тие некои масовни имиграции кои се случува во I have западните no земји. patience with Westerners who complain about it, let alone those who subscribe to far right-wing movements. Немам никакво трпение кон западњаците кои уствари се бунат за тоа или некое крајно десничарско крило кое се бори против тоа. My standard response is it's not the immigrants' fault, it's yours. Мојот стандарден одговор е не е нивен проблем, туку е твоја вина. You could have gone and done something reactionary and fascistic like get married and have children. Ти ја имаше шанса да направиш нешто реактивно или фашистичко, како например да стапиш во брак и да имаш деца. Or as I said in my poisonous little tract, Zašto toliko napad kon zapad, И како што велам во мојата книга Зошто толку напад кон запад, there's one thing that's certain about the sexual revolution, една работа е сигурна за сексуалната револуција. it's not sexy. Не е секси. Well, it also leads, of course, to family disintegration. И нормално тоа не доведува до распад на семејството. It leads to single mothers bearing burdens alone. Самохрани мајки што го носат теретот сами. It leads to a soaring youth delinquency and later on serious crime. Тоа води до пораст на деликвентноста кај младите и подоцна до криминал.
It leads to the ineducability of children from dysfunctional households. Тоа води до неспособност на децата за учење кои се наоѓаат во дисфункционални домови, Sharply declining health. опаѓање на менталното здравје. Mental health, yeah. Sorry, one of the other things I said to all students, first year students when I met them for the first И time, нешто што му кажам на сите студенти од прва година, whether you realize it or not, дали вие тоа го приметувате или не, you belong to the most mentally fragile generation of people that has ever lived. вие сте дел од нездравата или нестабилната ментална генерација која некош постојала. By a long, 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 long way. И тоа далеко понестабилно. Just think of one example amongst many we could take. Еве да кажем еден пример. Има многу, ама еден да земеме. Throughout human history, Во текот на човечката историја, soldiers go to war. војниците одат во војна, They have to do terrible things. морало да прават грозни нешта. They have to cut people open with swords and axes. Тие требало да ги пресечат и отворат други војници со мечеви и со And they see their friends cut open similarly by their sides. и гледале околу нив нивни пријатели кои се на исто така на сличен начин распорени од другите војници. And then they go back home afterwards and they lead relatively normal lives. И одат после тоа дома и живеат релативно нормални животи. How come? Како е можно тоа? Well, of course, we're all brought up to think now, well, that's because they were totally stupid and didn't understand. Сега денес сме пораснали размислувајќи дека сите тие во поранешно време биле глупави и смотрени, тоа е тоа. We now send soldiers to Iraq, Сега ги праќаме војниците во Ирак. and however horrible it may be, Колку и грозно да изгледа сега во овој момент. their experiences are mostly not that horrible. Нивното искуство не се ни споредува со тоа што го искусиле војниците во Although, минатото. of course, in some cases they are. There's no nice way of И killing people. нормално тоа не се однесува на се, има и ситуации каде што грозотиите се на исто ниво. And almost all of them И речиси сите од тие војници suffer from PTSD. патат до тоа посттравматски стрес. Now, you can push back on me on that if you want, Може би сега може да ме притиснете да аргументирате против мене. and say, well, it's just a question of diagnosis. Back then they didn't have these diagnoses and now we know about Може this. да кажете, па добро, тоа се сведува на диагноза во поранешно време немале таква диагноза, сега имаме и затоа сега тоа се That открива. might help you with about 10% of it. It won't help you with other Тоа 90%. може да ви помогне со отприлика 10% од случаевите, ама нема да ви помогне со другите 90%. Because the soldier going now out to Iraq Затоа што војникот кој сега оди во Ирак is mentally fragile as a result of his upbringing and the contingency of all of his human relationships before he ever put on a uniform or got on a plane. тој војник веќе е ментално фрагментиран и растревожен пред да ја стави таа војничка униформа во себе. Right, so pretty much anything is going to push people over the edge. И на некој начин што и да се додаде на таа состојба ќе ги турне луѓето преку провалијата. Right. Also, alienation between men and women with neither having positive experience of a relationship with an adult male. Отуѓувањето помеѓу мажите и жените и никој од нив без позитивно искуство на здрав однос со возрасен маж. Тука фали возрасен маж. What boys and girls both need is an experience of loving, warm, completely non-sexual relationships with an adult male as well as obviously with an adult female. Тоа што ми е потребно на девојчињата и момчињата е здрав, топол и љубовен однос со возрастен маж и со возрастна жена, целосно несексуален однос. Со возрастен маж или со возрастна On the жена. male side, that could be older brothers and uncles and granddads, and that's all great, but it's got to be the father. И од една страна може да бидат сите тие дедовци и чичковци и браќа кои може да го заменат однос, но во основна смисла тоа треба да биде таткото. And the absence of that we're going to look at tomorrow morning. И во отсуството на тоа ќе погледнеме на последиците утре сабаје. But it's also contributed to demographic decline, Тоа допринесува до демографско опаѓање, leading to a need for sharply increased immigration
кој води кон зголемена емиграција. Now, one of the bad sides of immigration Една од лошите страни на емиграцијата, is it leads to decreased social solidarity. но води до опаѓање на социјалната солидарност. Now, I don't want to press this point too far Не сакам да притиснам на таа поинта малку because повеќе, here in Macedonia you have these ethnic problems затоа што во Македонија веќе ги имате овие етнички проблеми, where Macedonians and Albanians feel like they belong to different worlds. каде што македонците и албанците чувствуваат дека припаѓаат на различни But at светови. least they can tell themselves and one another, look, we've all been together for hundreds and hundreds and hundreds of years. We all belong here, Но right? од друга страна може да се погледаат едни со други да кажат па добро, од друга страна сите ние се наоѓаме во истиот брод веќе неколку века. That sense of solidarity makes social and even political life much more stable. Таквиот момент на солидарност го прави и социјалниот и политичкиот аспект доста стабилен. Lots of studies have shown that people are far more willing to pay taxes Многу истражувања покажуваат дека луѓето се многу посклони или пожелни да плаќаат повисоки даноци, to provide social services да овозможат социјални служби, if they feel that the people receiving it will be people rather like themselves. ако знаат дека луѓето кои ќе ја примаат таа социјална служба или таа социјална помош се луѓе од ствари кои се како нив. And even if, like me, you're kind of quite strongly in favour of free markets, you need to recognise И дури ако сте како мене кој е доста да кажеме наклонет кон слободниот пазар, that we do need those social services in the modern world. мора да признаеме дека ние имаме потреба од тие социјални служби во модерниот свет. We can't go back to the Industrial Revolution where if there's a crisis you fall back on the resources of your extended family. You don't have any. Ние не можеме да се однесуваме како назад во времето на индустриализацијата, каде што кога ќе дојде тешко време, едноставно се враќаш назад кон ресурсите на твоето проширено семејство. Немаме такви So семејства. it can be hard in high immigration societies. It can be harder politically to get people to agree to vote for those kind of necessary services. Во земји каде што има зголемена имиграција, тешко се доаѓа до некаков договор заеднички за гласање на одредени политички одлуки. It started with the pill in 1963. It's caused a lot of trouble, hasn't it? Пилулата во 60-тите години, значи, веројатно предизвика многу проблеми, нели? But it's produced the kind of problems that make people constantly angry, Но предизвика проблеми кои луѓето постојано ги држи во некаков гнев, with a constant sense of being alone, во константно чувство на осаменост, not trusting because that's been their experience. неповерливи затоа што тоа е едноставно нивното искуство, And then we have to come along somehow and evangelize them. а ние некако треба да дојдеме покрај нив и да ги евангелизираме. And then when that happens and these people come into our churches, И кога тоа се случува и кога тие луѓе влегуваат во нашата we црква, have ongoing pastoral problems, and we always will. а ние имаме постојани пасторални проблеми и секогаш ќе имаме. Because this is not something that can be fixed by a breezy weekend seminar. Затоа што тоа не е нешто кое може да се поправи со еден брз викенд семинар. Okay, that's something that's going to carry on through life. Тоа е нешто што ќе те следи низ целиот твој живот. Because I think I said to you yesterday, I'm getting very old Мислам now. дека ви го кажав тоа вчера, веќе станам малку постар. Заборам. You know, we can do all kinds of things for the people we're required to love and who come into our congregations and we look after them. Може да ги правиме сите нешта за луѓето кои доаѓаат во нашата заедница и да ги сакаме и да им помагаме. And God can work in their hearts and change them and empower them. И Бог може да работи во нивните срца, да ги промени. But there's one thing we can't do, Но едно нешто што ние не можеме да го направиме, and that is cause them to live in a society, not to be living in this society that functions тоа the way it does. што не можеме да го направиме е да им овозможиме, не може да предизвикаме да не живеат во светот и во општеството во кое сега живеат. So we're going to pursue some of those thoughts tomorrow. И некои од тие мисли, на тие мисли ќе продолжиме. Thank you very much. Благодарам многу.